Најмалку 400 милиони долари во форма на дознаки годишно добива Македонија, што е околу 4% од бруто домашниот производ. Ова го покажуваат резултатите од двегодишното истражување во рамки на проектот Миграцијата како социјална заштита, анализа на македонски, албански и српски домакинства што примаат дознаки. Семејствата во Македонија во просек примаат по 2500 евра во текот на годината како прилив од нивни блиски во странство. И овие средства имаат голема социјална улога за домакинствата, со што индиректно влијаат и врз намалувањето на сиромаштијата. Семејствата кои што примаат дознаки имаат помала веројатност да бидат сиромашни за 27%. Тоа е главниот наод. Главно дознаките влијаат преку паричниот индикатор, односно намалувањето на сиромаштијата е најзначајниот индикатор кој што ја намалува ренливоста на примателите на дознаки. Препораката на истражувачкиот тим е да се изнајдат стратегии со кои овие средства би можеле соодветно да се искористат. Главната препорака до носителите на политиките е дознаките да бидат врамени во една соодветна политика, каде што ќе бидат посоодветно искористени и каде што ќе ја намалат и на формален начин оваа ранливост на примателите на дознаки. Најчесто во Македонија средствата од иселениците доаѓаат од високо развиените земји од Европската Унија и од прекуокеанските држави како што се Америка и Австралија. Во споредба со регионот, Македонија бележи средно ниво на примање дознаки. Највисок износ на дознаки има во Косово, додека во Србија тие учествуваат со околу 8,5% од бруто домашниот производ. Ono što rezultati našeg istraživanja pokazuju jeste da... Резултатите на нашето истражување покажуваат дека во Србија семејствата кои ги примат овие пари главно ги користат за најоснованите потребни како храна, плаќање на сметки и слични работи. Висок процент на примање дознаки, односно околу 30% од БДП, има и во Казахстан. И таму се уште нема изградена стратегија за соодветно искористување на овие средства.